Веројатно еден единствен кој што јас можам да го замислам дека има корист од овој закон, а тоа е тутунската индустрија која што конечно единствената, јас колку што гледам, индустрија во светот која што ги убива своите најверни корисници, потрошувачи, да кажам. Така да само они гледам дека можат да имат некаква корист од сите вакви либерализации на закони за пушење. Знаете што, во изјавата на пратеничката имаше толку многу моменти што стварно не знам од каде да почнам, меѓутоа ќе почнам од овој што мене најмногу ми остави впечаток, а тоа е дека оваа влада, многу сум среќна за тоа што го слушам, се грижи за здравието на луѓето. Меѓутоа, оно што го превиделе веројатно е тоа дека практично и за интересите на сите граѓани. И исто се согласувам со вас, предпоставувајќи дека интересите на пушачите се во тоа да имаат место каде да пушат удобно, нели, да можат да ја својата навика упразнуваат. Но мислам дека заборавиле дека во суштина ниту во интерес на самите пушачи не е во интерес на нивното здравје, сигурно, да продолжат да им се овозможи да продолжат да пушат. Доколку оваа наша држава се грижи за нашите пушачите или за оние потенцијални пушачи кои што младите луѓе, адолесцентите кои што се потенцијални, нели, пушачи, мислам дека треба да се огледа еден единствен факт кој што и Светска здравствена организација денес и медицинската наука денес го знае дека е факта, тоа е дека употребата на тутун и никотинските производи е зависност. Се работи за болест. Луѓето кои што пушат се болни луѓе, на кои што многу повеќе корист ќе имаат од активностите на државата доколку им помогне да се излекуваат од својата зависност, отколку да им овозможи места во кои што ќе можат да уживаат во својата зависност. Значи, така што мислам дека целокупната идеја на либерализација било каква на закони или за употреба на пушење е едноставно депласирана и излегува од она што барем пратеничката кажа дека им е на нашата влада идеја да го подобра здравјето на луѓето и да работат во интересите на луѓето.